Почитуван директоре на Институтот за фолклор Марко Цепенков, господине Лофазановски, почитуван господине Котев, почитувани научни работници, почитувани гости, дами и господа. Има една стара струмичка поговорка која вели Господ бава, ама не забрава. Не знам дали е таа обработена во вашите дела, предпоставувам дека е обработена. Сигурен сум дека ова е некаде запишено во преработените реченици на македонската фолклорни оставини, како што сум сигурен дека денес можеме слободно да се повикаме на оваа поговорка, констатирајќи дека со Божја помош и ние не забораваме, дека планираното од минатата година треба да го реализираме годинава. И еве сме собрани на отварањето на научниот собир 70 години Институт за фолклор и 50 години фолклористичка дејност на Иван Котев во организација на општина Струмица и Институтот за фолклор Марко Цепенков од Скопје. Овој научен симпозиум требаше да се одржи во 2020 година, но поради пандемијата од COVID-19 истиот доживеа неколку закажени па откажени термини за негово одржување. И покрај тоа, што новиот COVID бран повторно зема замав, сепак ги дочекавме миговите кога достојно и на најубав можен начин ќе ги одбележиме двата убави јубилеа. Впрочем, за почит и внимание кон вистинските вредности никогаш не е доцна. Се надевам дека со почитувањето на протоколите, дводневниот научен собир и во вакви услови ќе успее да го оправда своето постоење. Тоа го заслужуваат и Институтот за фолклор Марко Цепенков од Скопје и струмичкиот Марко Цепенков Иван Котев. Зарем треба да се трошат зборови за значењето на Институтот за фолклор Марко Цепенков, една од најстарите институции во нашава земја, кој веќе повеќе од 7 децении ја бележи и следи состојбата во сите сегменти на духовната и материјалната култура на народното творештво, негувајќи и чувајќи едно огромно богатство кое сведочи за длабочината на нашите душевни и духовни корени. Зарем треба да се трошат зборови за Иван Котев, еден од најеминентните македонски фолклористи на сите времиња, кој повеќе од половина век макотрпно, посветено и со многу љубов ги спаструва од заборав народните песни, приказни, поговорки, пословици, благослови и други народни бисери, претежно од струмичкиот регион, давајќи огромен придонес во збогатувањето на македонската фолклористика. Токму затоа, општина Струмица со задоволство ја презеде улогата на соорганизатор на овој собир, а јас исто така со задоволство го поздравувам научниот симпозиум 70 години Институт за фолклор Марко Цепенков и 50 години фолклористичка дејност на Иван Котев. На учесниците им посакувам плодна работа на научниот собир, а на луѓето од институтот и на господинот Котев уште многу години успех на полето на фолклористиката. Ви благодарам.